Општина Дојран со пари од Европската Унија преку програмата за прекогранична соработка со соседна Грција во рамките на проектот Интегриран систем на управување со екосистемот на Дојранското езеро набави багер амфибија за собирање на отпадот. Ова е прв пловен багер набавен во земјава кој има за цел заштита на квалитетот на водите во Дојранското езеро. Како што вели градоначалникот Анго Ангов, со багерот ќе се собира зелениот отпад од езерото на просторите каде што има плажи. Согласно менеджмент планот за управување со Дојранското езеро, студијата за валоризација и ред на други планови кои што општина Дојран ги носи пред се за заштита на Дојранското езеро, општина Дојран со средства обезбедени преку програмата за прекогранична соработка со Република Грција успеа да набави амфибија, односно пловен багер, кој што ќе служи пред се за расчистување на отпадот, зелениот отпад и самата бујна вегетација во самото езеро. На тој начин ќе влијае врз подобрување на квалитетот на самата вода и местата кои што се за активно управување, односно местата каде што се наоѓаат самите плажи. Возилото ќе работи во текот на целата летна сезона и тоа во утринските часови кога ќе нема капачи. Според проекциите нема да се чистат оние предели кои се прогласени за заштитни подрачја. Анго вели дека наскоро ќе биде познат и операторот кој ќе врши реконструкција на пречистителната станица, со што значително ќе се подобри квалитетот на водата во Дојранското езеро. Меѓутоа не застануваме тука и со средства обезбедени од владата, односно Министерството за животна средина, во моментов тече тендерска постапка за реконструкција на пречистителната станица, постапка која што ќе значи решавање на еден долгогодишен проблем, односно деценијски проблем, и со самото тоа се покажува уште еднаш грижата и за животната средина, но и за нашиот бисер Дојранското езеро. Дојран од државата доби околу €1.000.000 за заштита на Дојранското езеро, зашто локалните власти веќе работат на проекти кои треба да го подигнат квалитетот на водата во езерото.